денеска се поклонуваме на ова место, за нас посебно, традиционално, на македонскиот великан Гоце Делчев, со желба за национално обединување, општествено обединување, нешто што ќе ни биде потребно после 8 мај, нешто што треба да биде императив после 8 мај, да ја вратиме надежта, дека Македонија и граѓаните во Македонија ќе успеат. Така што, уште еднашка дозволете да изразам моја најдлабока лична почит кон македонскиот великан Гоце Делчев. Делото на Гоце Делчев, неговиот аманет и за сегашните и за идните генерации, затоа што истиот е символ на единството и секако на државотворноста кој што се борел за слободна и просперитетна држава. На кое што е аманет од Гоце Делчев, секако дека ние сме тие кои што ќе треба да го продолжиме и во иднина.